Добро вечер, вести на Канал 5, ова се настаните на денот. Енормното аерозагадување го вжешти телефонот на итната медицинска помош. Во последните 48 часа се забележуваат околу 70 интервенции во текот на еднодено ноќие. Промена на времето се очекува идната недела. Густата магла го блокираше Скопскиот аеродром. За 12 часа откажани 20 летови. Зголемен е и бројот на сообраќајни несреќи. Апелираме до сите учесници во патниот сообраќај да бидат внимателни и во целост да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Приоритетите од реформската агенда на владин состанок. Ке донесе ли политичката криза во Бугарија застој во македонските евроинтеграции? Во Бугарија нема да се промени ставот. Продолжуваат мировните разговори меѓу САД и Русија. Кремљ ги оцени како конструктивни. Киев бара зголемен притисок врз руските власти. Скопје и денеска со енормно аерозагадување. Главниот град во текот на денот повторно се најде меѓу најзагадените на глобално ниво. Од итната медицинска помош вела дека изминатите неколку дена се соочуваат со зголемен обем на работа и апелираат до граѓаните, особено оние со хронични болести, повеќе да внимаваат. За ова Сања Трајковска-Ставров. Скопје се дави во смог и загаденост. Додека не се гледа прст предоко од густата магла, нашата метропола повторно е меѓу најзагадените во Европа, според светскиот сервис за мерење на квалитетот на амбиенталниот воздух IQAir. Во утринските, а особено во вечерните часови, во воздухот што го вдишуваме, деновиве доминантни остануваат канцерогените PM2,5 честички, покажуваат мерните станици низ општините. Ова значи дека Скопје останува со иста диагноза. Град со нездрав воздух и исти симптоми кога чекорите низ него. Оттежното дишење, печење на очите и неможност за нормално функционирање на луѓето. Хронично болните, оние со астма и други респираторни проблеми, деновиве биле најчестите пациенти кои се јавувале на линијата 194 и барале спас од итната медицинска помош за да можат полесно да дишат. Во последните 48 часа се забележуваат околу 70 интервенции во текот на еднодено ноќие, во кои што имаме зголемен број најавувања од страна на респираторните пациенти, тие што се со хронични респираторни заболувања, кај астма, кај бронхитисите, кај цистичните фибрози. Пробуваме со редовната терапија да ја зголемиме терапијата или да советуваме во зависност од симптомите или ги насочуваме, а понекогаш кога се работи за патна сатурација, тогаш имаме интервенција од наша страна. Воздухот не е добар за вдишување за никого, ниту за хронично болните, ниту за здравите луѓе, најмалку за децата, велат докторите кои советуваат. Ако имате можност, барем викендите избегајте од главниот град и одете на планина. Штом сте во Скопје, доколку не морате, не излегувајте надвор. А ако е неизбежно, носете маска. Ако е можно да се носат заштитни маски, соодветни заштитни маски и да се прочистува воздухот, може да се користат и прочистувачи на воздух за во простории, би било добро. Откако 2 последователни дена беше надминат прагот на прифатливо загадување, надлежните дадоа мерки, кои воглавно се сведуваат на препораки. Препораката до работодавците е да ги ослободат од работни обврски бремените жени, лицата постари од 60 години, како и граѓаните со хронична астма, прилежан срцев или мозочен удар, без оглед на возраста. На отворено да се работи од 11 до 17 часот, а да се прават често вонредни инспекцијски надзори на инсталациите со А и Б интегрирана еколошка дозвола. Според временските прогнози, нема да задува посилен ветер за да го крене белиот, но отровен облак што го голта Скопје, за да го избрка од нашата котлина што го заробува загадениот воздух. Според синоптичарите, во вторник ќе има дожд, што барем привремено ќе не ослободи од маката со загадувањето. Скопјани се гушат во загаден воздух со денови и затоа бараме прогласување на еколошка и здравствена кризна состојба, велат од опозицијската СДСМ.
Бараме прогласување на еколошка и здравствена кризна состојба во градот. Бараме да се донесе одлука со која намалувањето на загадувањето на воздухот се утврдува како приоритет. Да се даде приоритет на финансирање на мерки од градот Скопје, бидејќи досега не се инвестира средства во проекти за почист воздух, а граѓаните се оставени сами на себе. Веројатно ова е поради изјавите неодамнешни на премиерот Мицковски дека воздухот во Скопје, замислете, почист и од воздухот во Виена. Тоа мора да се промени веднаш. Имплементацијата на мерки кои ќе бидат предвидени во план за управување со квалитетот на воздухот во Скопје ќе го подготвуваат експерти со докажано искуство и успешни проекти позади нив, велат од советничката група на ВМРО ДПМНЕ во град Скопје. Оттаму додаваат, прашањето на чистиот воздух е прашање на нашето здравје. А нашето здравје, здравјето на нашите деца, нема да им го довериме на оние кои својот успех го мерат само во бројот на лајкови, кои ловат во матното поле на паниката која создаваат кај граѓаните, туку во мерливи резултати. Прашањата поврзани со квалитетот на воздухот ќе ги решаваме со вклученост на вистински стручњаци, затоа што се работи за здравјето на нашите деца, а не на кариерата на некој опозицијски советник, велат од советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата во град Скопје. Двајца државјани на Македонија, маж и жена, загинаа рано утринава во тешка сообраќајна несреќа, што се случи на автопатот Белград-Ниш кај клучката Умчари. Несреќата се случила кога патничко возило Сеат со германски регистарски таблички излетало од патот. Според информациите од српските власти, возачот изгубил контрола над возилото, удрил во заштитната ограда и сообраќаен знак, пошто автомобилот завршил надвор од коловозот. Мажот и жената починале на самото место, а трет патник е тешко повреден и е пренесен на болничко лекување. Како можна причина за трагедијата, според српските медиуми, се споменува замор кај возачот и не се исклучува можноста тој да заспал зад воланот. А временските услови и густата магла предизвикаа серија сообраќајни несреќи во земјава, дополнително и застој во авиосообраќајот. Од МВР апелираат до граѓаните да внимаваат на патиштата, а од Скопскиот аеродром пак патниците да се водат од соопштенијата на авиокомпаниите. Ситуацијата од УХМР најавува дека ќе се промени на средината на идната недела. Маја Стојановска со деталите. Сообраќајни несреќи и застој во авиосообраќајот. Ова е последицата од густата магла, која неколку дена е присутна во Скопската котлина. Изминатото деноноќие на Скопскиот аеродром имало 20 откажани лета и неколку пренасочени кон аеродромите во Охрид, Приштина, Тирана, Софија и Солун. Од ТАВ Македонија велат дека аеродромот останува отворен без разлика на временските прилики и апелираат сите патници да ги следат упатствата за летовите од авиокомпанијата со која летаат. На меѓународниот аеродром Скопје сите капацитети му се во функција. Од тука ние сме отворени за авиосообраќај. При тоа чекаме метеослужбата на МНАФ како институција во чија надлежност се навигацијските системи во авиосообраќајот да не извести дека има подобрување на временските прилики и нас како аеродромски оператор и авиокомпаниите чии пилоти ги носат одлуките дали ќе слетаат или ќе се пренасочат на друг аеродром, зависно од моменталната минимална видливост која самата авиокомпанија одлучила да ја прифаќа. Маглата деновиве го зголеми и бројот на сообраќајни незгоди на повеќе патни правци. Само на подрачјето на СВР Скопје во изминатите 5 дена се регистрирани 53 сообраќајки. Утрово на автопатот Скопје-Тетово, во судир меѓу товарно возило на Македонија пат и камион било повредено едно лице, додека вчера 5 лица биле повредени во сообраќајна несреќа кај наплатната станица Петровец на автопатот Скопје-Велес. Од МВР апелираат на зголемена внимателност и прилагодување на брзината кон условите на патот. Апелираме до сите учесници во патниот сообраќај да бидат внимателни и во целост да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, задолжително да поседуваат зимска опрема и да не седнуваат зад воланот доколку претходно конзумирале алкохол. Ветрото и студено време со минимален ветар, кој го задржува ладниот воздух близу до земјата, е главната причина за појава на густата магла, велат од УХМР. Ваквите временски услови според најавите ќе се задржат до вторник. Во среда и во деновите потоа ќе имаме претежно облачно, но врнежливо време.
ќе имаме и слаб до умерен ветер од северо-источен правец, така што веќе условите од среда и по деновите потоа за магла ќе бидат намалени. Од АМСМ апелираат на особена внимателност на патиштата, како и на делниците каде има можност за појава на одрони, како Катланово Велес, Маврово Дебар Струга и Кочани Делчево. Грипот зема замав. За 30% зголемен бројот на заболени, по споредба со минатата недела. Лекарите апелираат. Дете кој што има фебрилност, има температура, има кашлица, има носна секреција, да не се носи во градинка, во школа. Во владата денеска се одржал состанок за тековните приоритети од реформската агенда. Денеска одржавме неделен состанок на тема реформска агенда. На состанокот беа разгледани тековните приоритети и рокови за спроведување на клучните реформи, при што беше нагласена потребата од меѓуинституционална координација и јасна распределба на одговорностите, објави премиерот Христијан Мицкоски на својата фејсбук страница. Премиерот нагласува дека од суштинско значење за успешна имплементација на реформската агенда мораме да ја завршиме домашната задача. На состанокот биле присутни министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски, министерот за европски прашања Урхан Муртезани, министерките за енергетика и за финансии Сања Божиновска и Гордана Димитриевска Кочовска, министерот за економија Бесар Дурмиши и министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Политичките превирања во Бугарија не најавуваат промена на ставот кон македонските евроинтеграции во годината која доаѓа. По последниот самит ЕУ Западен Балкан, дел од аналитичарите во земјава сметаат дека пораките од Брисел укажуваат дека нема простор за нови услови или дополнителни гаранции. Повеќе од Ивана Стојановска. Политичките случувања во Бугарија и пораките од официјален Брисел по последниот самит ЕУ Западен Балкан укажуваат дека ниту идната година не треба да се очекуваат поголеми поместувања во евроинтегративниот процес, смета политичкиот аналитичар Благојче Атанасовски. Според него официјална Софија нема да го промени ставот, независно дали во Бугарија има техничка или редовна влада. А можноста тамошниот претседател Румен Радев да формира своја партија може да доведе и до дополнително заострување на тонот и риториката во однос на билатералниот спор. Апсолутно без разлика дали во Бугарија после овие идни наредни предвремени парламентарни избори ќе се формира некоја нова политичка партија или ќе има техничка влада која ќе треба да организира пак наново избори, во Бугарија нема да се промени ставот. Доколку во Бугарија се смени политичката карта и Румен Радев учествува во некоја идна политичка власт, може да очекуваме само заострување на тонот, а не да речеме да се надеваме дека може да има ретерирање во однос на добро познатите бугарски ставови. Апсолутно не постои ниту еден политичар во Бугарија кој може да се согласи на условно кажано менување на преговарачката рамка или дополнување на истата преговарачка рамка со трет протокол. Можноста за добивање на дополнителни гаранции или услови од Унијата според Атанасовски е мала, а тоа според него е јасно наведено и во заклучоците од данското претседателство и повторено од европските челници и по последниот декемвриски самит во Брисел. Изјавите од страна на европските челници од бугарските политички лидери одат во таа насока дека не постои можност или простор за да се размислува на заобиколување на веќе преземените обврски од францускиот предлог. Владата нормално во Македонија пробува да даде проактивна улога во процесот, но гледаме дека тоа се само изјави и флоскули од страна и на претседателката на државата и од страна на премиерот, можеби, или не знам, министерот за надворешни работи, но тоа ефективно не се преточува во дело, односно Македонија не може реално таквата политика да ги почне преговорите со Европската унија, односно гледаме дека тоа се испукани политички ќорфишеци кои не даваат резултат на дело. Премиерот Мицкоски од самитот во Брисел ги повтори позициите на македонската влада, а тоа е дека иднината на земјава не смее да биде стопирана од политички блокади, а напредокот да се оценува според постигнатите резултати. Менуваме тема. Илјадници работоспособни лица примаат социјална помош, додека работни места остануваат празни. Вели во интервју за Радио Слободна Европа заменик министерот за социјална политика Велковски.
во системот на социјална заштита денес имаме 32.000 семејства кои што користат гарантирана минимална помош. Тоа значи семејството, нели, каде што имаме баба, дедо, татко, мајка, керка, син, кои што најголем дел можеби од тие се полнолетни и работоспособни, така како граѓани. Така да потенцијал од каде можеме да користиме така работна сила имаме, сметам дека во овој момент во доволен број. Меѓутоа треба да го репрограмираме буквално системот што го имаме во државата, заеднички, не може само Министерството за социјална политика само да делува и да прави активни мерки, тука е државата, тука се другите министерства кои што владата и другите министерства кои што можат заеднички да направат буквално ова потреба на работна сила која што статистички оваа година мислам дека околу 18.000 работни места се испразнети, нели, потребата е за толку луѓе, дека можеме да наместиме и од други ресурси кои што за жал се во некаков друг систем влезени, а ние сме ги оставили таква со години. Бројот на случаи на грип нагло се зголеми изминатата недела со раст од над 31%. Во споредба со претходната недела покажуваат податоците на Институтот за јавно здравје. Надлежните сепак велат дека овој бран не е изненадување, иако пикот се очекува да биде идната недела. Јорданчо Цветановски за ова. Грипот зема сериозен замав во Македонија. Според податоците на Институтот за јавно здравје, во периодот од 8 до 14 декември во земјава се пријавени 126 случаи на грип и заболувања слични на грип, што е зголемување од 30% за само една недела. Најголем број од заболените се децата и младите, кои го наполнија Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле. И каде деновиве дневно се примаат по над 100 деца, а повеќе од 50 се веќе хоспитализирани. Имаме 150 и нешто повеќе од 150 амбуланско-поликлинички деца што ги прегледува нашата клиника и околу 60 на веќе хоспитализирани деца кои што се во нашата клиника. Детектираме веќе инфлуенца А, најчесто инфлуенца А вирус, што значи дека ја детектираме грип, меѓутоа морам да кажам дека детектираме веќе и РСВ, истовремено респираторен синцитиелен вирус кој што особено ги напаѓа доенчињата. Медицинските лица советуваат родителите на помалите дечиња да не криеваат паника во врска со грипот, затоа што овој бран не е изненадување за овој период од годината, иако пикот се очекува да биде за 2 месеци. Треба мирување, треба рехидрација. Значи, да се намалува телесната температура со парацетамолски тип на лекови, да се внесува многу течности од електролитен тип на течности, да се примаат витамини, чајчиња, супи и да се мирува. Доколку има компликации од типот на прогресивна, агресивна кашлица, која што трае подолго време, во тој случај да побараат обавезно помош од педијатар. Дете кој што има фебрилност, има температура, има кашлица, има носна секреција, да не се носи во градинка, во школо, затоа што инфлуенцата се пренесува капковно. Значи може да се пренесе директно или индиректно. Една од најефикасните методи против грипот е вакцинацијата. За оваа година се обезбедени 80.000 бесплатни вакцини за постари лица над 65 години, деца, лица со хронични болести, бремени жени и здравствени работници. Досега вкупно се вакцинирани 78.730 лица. Поради променети органолептички својства и утврдено присуство на ларви и инсекти, инспектор за храна на Агенцијата за храна и ветеринарство неделава забрани увоз на 22,3 тони киви наменети за индустријска преработка и издаде решение со наредба за нештетно уништување. Како што информираат од АХВ, станува збор за увоз од Република Србија, за кој по преглед од страна на инспектор за храна утврдено е дека не е безбеден за увоз и за понатамошна преработка. На увозникот издадено му е решение со наредба за нештетно уништување на спорните количини киви. По добиеното известување од негова страна дека пратката не може да се врати во земјата извозник, стои во соопштението од Агенцијата за храна и ветеринарство. Ке се видиме во вечерните вести. Имајте убава вечер.